Белешки од Црвен крст ја презентираше кампањата Мојата приказна. На низа штандови широм младинскиот парк, хуманитарната организација ги представи активностите и проектите на кои работи. Видите, за тоа има и повеќе штандови на кои што сите активности на Црвениот крст, на општинската организација се презентирани и тоа е добро граѓаните тоа да го видат. И да знаат дека Црвениот крст не е тука само за крводарување и за делење на стари алишта, туку дека има многу поширок опсек на услуги од аспект на здравствено-превентивна, социјално-хуманитарна дејност. Имаме тука презентација на два државни проекти кои што ги спроведува општинската организација, социјализација на деца со посебни потреби, исто така и нега на стари лица во домашни услови. Ние во тој смер ќе продолжиме и само бараме поддршка од нашите сограѓани за да работиме понатаму во нивен интерес. Во многуте активности кои Црвениот крст се вклучува, се и обуќите за прва помош. Од организацијата велат дека особено младите е потребно да ја имаат оваа вештина. Волонтерите во Црвениот крст секојдневно обучуваат лица за укажување на прва помош, дали тоа се работи за различни категории на граѓани, дали за возачи, дали за деца во училиштата, и тоа не е тешко да се научи, многу едноставно. Било кој овде може да научи како се укажува прва помош, да му помогне на некој на местото на настанот, и од голема важност е популаризацијата на првата помош меѓу граѓаните. Најголема активност на настанот има токму членовите на клубот на Младиот Црвениот крст, кои ги повикаа младите велешени да им се приклучат во хуманитарната мисија. Им порачам на младите да бидат во Црвениот крст затоа што Црвениот крст ја менува дневната рутина и ја претвара во нешто што прави добро за сите во заедницата во која што живееме, и може да се случи да не биде Црвениот крст, туку да биде која и да било невладина организација, само да се волонтира негде со цел да се стекнат капацитетите и да се стекне многу искуство за во иднина каде што ќе ни треба. Покри промотивниот карактер, настанот беше и хуманитарен. Повеќе здруженија продаваа специјалитети, а средствата кои беа собрани ќе бидат доделени на Здруженијето на лица со церебрална парализа. Исто така, беа извршени бесплатни лекарски прегледи и беа делени совети за кои најголем интерес покажаа повозрастните.